Прво да ви одговорам на вас. Значи, одговарате на раковите согласно член 68 став 2, ама не одговарате на членот 135 и 136, кај што е уредено што значи европско знаменце на овие закони за кои што треба да се дискутираме и не се вратени од ваша страна на доработка у влада за да ги подпишат министрите и да ги пополнат тие кореспондентни табели. Тоа е првото. Второ, бидејќи гледам дека има загрижени пратеници, 5 пратеници од власта и други пратеници кои што јавно кажуваат дека се против ова законско решение, имаат можност, колеги, 65 луѓе се присутни на седница, доколку вие излезете 5 луѓе од салава, нема да има кворум да поминат овие точки, така да не декларативно да кажувате, еве ви можност, напуштете ја салата да не може да се усвои дневниот ред и оваа седница ќе застане, па можеби ќе имаме повеќе јавност да зборуваме за темите. Трето, јас очекувам не само овие 5 пратеници, туку и оние 22 што беа подпишани на сите 8 закони кои што беа пуштени од пратеници зад кои што се криеше владата, да се најдат навредени и да не гласаат за овие закони. Затоа што 3 недели се трубат тие пратеници, 3 недели не смеат да кажат на кои закони се подпишани, како дошле до тие закони, дали го виделе договорот, дали имаат сертификат и одеднаш владата решава да заобиколи на кружниот тек, да излезе на првото престројување, а пратениците да ги остави да вртат на кружниот тек. Ја мислам дека треба вие повеќе сте навредени од самите нас, затоа што вас ве злоупотребија да ставите подпис на нешто на што не треба да се стави. И трето, бидејќи има толку многу, четврто се извинувам, бидејќи има толку многу работи за кои што не продискутиравме, да ја спомнам информацијата за состојбите на Судскиот совет. Имено тоа е документ кој што го поднесовме на 3 мај. Тоа е скоро една недела до денес. Се работи за 2 листа кои што требаше да се преведат. Овие 2 листа денеска ги нема на пленарна седница. Очекуваме да бидат ставени, затоа што срамота е да не разговараме за информации за состојбата во Судскиот совет. Или сакате од тие минорни 3% да ги стимнеме на 0, па да завршиме со Судскиот совет. Ова е точка за која што сите заедно требаше да застанеме и да продискутираме. Дополнително, вчера добив преглед на материјали, примени материјали во собранието. На 9.5, што значи со вчерашен датум, е ставена како 15-та информацијата за состојбата на Советот на Република Македонија. Од архива до собрание се патува 6 дена, од 3 до 9 мај. Затоа, председателе, сметам дека оваа точка мора да ја добиеме како точка и укажувам на владеачкото мнозинство да ја ставиме меѓу првите, за да можеме да продискутираме. Затоа што и вие, согласно член 68 став 1 за нов материјал, имате обврска да го доставите во рок од 3 дена до пратениците во собрание.